Евангелие според Јован, 12 поглавје. А на 6 дена пред Пасхата Исус дојде во Витанија, каде што беше Лазар, кого Исус го воскресна од мртвите. Тие таму му приредија вечера, а Марта им послужуваше, а пак Лазар беше еден од оние кои седеа со него на трпезата. Тогаш Марија, откако зеде 1 литар миризливо масло, чист скапоцен нард, ги помаза со него Исусовите нозе и со својата коса ги избриша. И куќата се исполни со мирис од миризливото масло. Но еден од неговите ученици, Јуда Искариот, кој планираше да го предаде, рече: зошто ова миризливо масло не се продаде за 300 денарии и да се подели на сиромашните? А ова го рече не дека му беше грижа за сиромашните, туку затоа што беше крадец и бидејќи ја држеше благајната, повремено земаше од она што се пушташе во неа. Тогаш Исус рече: оставете ја, нека го направи тоа за денот на мојот погреб, зашто сиромашните ги имате секогаш меѓу вас, а мене ме немате секогаш. И големо мноштво од јудејците дознаа дека е таму и дојдоа не само заради Исус, туку за да го видат и Лазар, кого тој го воскресна од мртвите. А главните свештеници се договорија да го убијат и Лазар, кого тој го воскресна од мртвите, бидејќи поради него многу јудејци ги напуштаа и веруваа во Исус. На другиот ден големо мноштво беше дојдено на празникот и кога слушна дека Исус доаѓа во Ерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пресретнат, извикувајќи гласно: Осана, благословен е оној кој доаѓа во Господовото име, царот на Израел. А Исус најде едно младо магаре, седна на него, како што е напишано: не плаши се, Сионско ќерко. Гледај, твојот цар доаѓа седнат на младо магаре. Во почетокот неговите ученици не го сватија тоа, а кога Исус се прослави, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тоа му го направија. А мноштвото кое беше со него, кога го повика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше за оваа чудо. По таа иста причина го пресретна и народот, зашто слушнаа дека го направил овој знак. Затоа фарисеите се изборуваа еден на друг: гледате ли дека ништо не постигнувате? Ете, светот тргна по него. А меѓу поклониците што дојдоа на празникот имаше и некои елини. Тие отидоа кај Филип, кој беше од Вицаида во Галилеја, и му рекоа: Господине, сакаме да го видиме Исус. Филип отиде и му кажа на Андреј, а Андреј и Филип отидоа и му рекоа на Исус. Исус им одговори и рече: дојде часот да се прослави човечкиот син. Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, тоа се останува само, а ако умре, ќе донесе многу плод. Кој го сака својот живот, ќе го загуби, а кој го мрази својот живот, ќе го зачува за вечен живот. Ако некој ми служи мене, нека ме следи. И каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. Кој ми служи мене, него ќе го почитува и мојот татко. Душата ми е потресена, и што да речам: татко, спаси ме од овој час, но затоа и дојдов на овој свет. Татко, нека се слави твоето име. Тогаш дојде глас од небото: го прославив и пак ќе го славам. Мноштвото кое стоеше таму, кога го слушна гласот, рече: заграми. Други велеа: ангел му проговори. Исус им рече: овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Сега владетелот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. А кога јас ќе бидам подигнат од земјата, ќе ве привлечам сите кон себе. Ова го рече за да назначи со каква смрт ќе умре. Тогаш мноштвото му одговори: ние сме слушале од законот дека Христос останува вечно. Зошто ти зборуваш дека човечкиот син треба да биде подигнат? Кој е тој човечки син? Затоа Исус им рече: уште малку време светлината е меѓу вас. Одете додека ја имате светлината, за да не ве надвладее темнината.
Зашто кој оди во темнина, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Исус го рече ова, па отиде и се сокри од нив. Но иако тој направи толку многу чуда пред нив, тие пак не веруваа во него, за да се исполни пророштвото на пророкот Исаија кој вели: Господе, кој ќе поверува на нашата проповед? И кому му се откри Господовата рака? Затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаија и ова го рекол: им ги заслипи очите, им го скамени срцето, да не гледаат со очите, со срцата да не разберат и да не се обратат да ги излечам. Тоа го рече Исаија, зашто ја виде неговата слава и зборуваше за него. Сепак, многумина од водачите поверуваа во него, но поради фарисеите не го признаваа јавно, зашто се плашеа да не бидат исклучени од синагогата. Зашто многу повеќе обрнуваа внимание на човечката слава, отколку на Божјата слава. Тогаш Исус извика гласно и рече: Кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме прати. И кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме прати. Јас дојдов како светлина во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. Кој ги слуша моите зборови, а не ги чува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој ме отврла мене и не ги прима моите зборови, има кој да го суди. Зборот што ви го кажав, тој ќе му суди во последниот ден. Зашто јас не зборував сам од себе, но мојот татко кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. И знам дека неговата заповед е вечен живот. И се што зборувам јас, го зборувам така, како што ме научи мојот татко.